Почитувани, Република Македонија 7 година поред добива препорака од Европската комисија за почеток на преговори за членство во Европската унија. Овој политички извештај ги оценува карактеристиките на нашата држава низ призмата на интересите на Унијата и ние тоа го препознаваме. Секако на темите офатени во извештајот, најдобра оценка може да даде народот, затоа што токму народот во нашата земја ги знае секојдневните предизвици со кои се соочува, ги знае сите актери и околности. И оценката, односно извештајот на народот, ќе дојде на наредните избори. И тука се ќе биде јасно. И секому ќе биде јасно дека народот е тој што во оваа држава одлучува. Владата ја нотира овогодинешната подготвеност на Европската комисија за продолжување на препораката до земјите членки на Европската унија за донесување одлука за почеток на пристапни преговори со Македонија. Извештајот содржи позитивни забелешки и вреднувања. Бележи области каде има недоволен напредок, односно има и критики, но фактот што постои препорака, значи дека позитивните моменти превагнале во оценката на Европската комисија во поглед на исполнување на критериумите. Ние заедно со сите релевантни субјекти ќе работиме на надминување на предизвиците и критиките и подобрување онаму каде што тоа е реално и потребно. Република Македонија ќе остане посветена на спроведување на политичкиот договор и клучните реформски приоритети, со цел да се обезбедат доволно аргументи земјите членки да расправаат и да ја донесат одлуката за почеток на пристапните преговори со Македонија. Тоа е нашата суштинска интенција и заложба. И ние нашата работа ќе ја завршиме. Се надеваме дека по исполнувањето на критериумите после изборите во 2016 година нема да сме подложени на нови пречки и услови за недобивање на датум за преговори. Статус кво ситуацијата во контекст на евроатлантските интегративни процеси е лоша за државата и одбегнување или пренасочување на одговорноста од било кого, сите ќе ја гледаат како соучесништво во неуспехот. Република Македонија очекува датум за преговори и откочување на интегративните процеси, кој ќе биде заслужена верификација на се она што досега е направено и што ќе се направи. На нашиот народ му е јасно се и нема никаква потреба од дополнителни објаснувања за се она што се случува. Република Македонија има постигнато солидно ниво на законодавна усогласеност со правото на Европската унија, имајќи во предвид дека се уште не ги има отворено преговорите и останува целосно подготвена да премине во следната фаза од пристапниот процес. Ги нотираме во целост сериозните забелешки и укажувања во делот на политичките критериуми, но истовремено го подлекуваме и констатираното солидно ниво на подготвеност во областа на правосудството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, реформата на јавната администрација, заштитата на човековите права и доброто ниво на подготвеност во развивањето на функционална пазарна економија. Во овогодинешниот извештај, според она што го гледаме, констатирано е подобрување во економијата, поле на кое владата, како влада, посветивме најголем фокус и енергија, и што најдобро може да се почувствува и види и без посебен извештај, доколку се погледне бројот на новоотворени работни места, новите фабрики и институциите во капиталните инфраструктурни проекти. Забележан е одреден прогрес и во областа на јавната администрација. Констатиран е напредок во законската рамка за заштита на човековите права, која во голема мера е во согласност со европските стандарди, што говори за нашата заложба за почитување на правата. Во извештајот е забележано дека Македонија е на добро ниво на подготвеност за воспоставување на функционална пазарна економија,
стабилни макроекономски услови, здрава монетарна политика и здрав правен систем. Како држава имаме постигнато задоволително добро ниво на усогласеност со европското законодавство, а нотирани се и напорите што ги правиме за хуман третман на мигрантите околу обезбедување на безбеден транзит, престој и хуманитарна помош. Засилениот пристапен диалог во областите од поглавијата 23 и 24 може само да помогне во реформските напори и постигнување на конкретни мерливи резултати. Почетокот на преговорите не само што ќе го забрза консолидирањето на реформите и ќе ја зајакне меѓуетничката кохезија, туку и ќе го зачува кредибилитетот на проширувањето на Унијата, како мериторен процес базиран на цврста условеност, што се повеќе се доведува во прашање. Владата на Република Македонија темелно ќе го проучи и анализира извештајот на комисијата. Изнесените оценки, забелешки и препораки, како и досега, ќе представуваат патоказ за идните активности на владата во пристапниот процес и ќе бидат преточени во конкретни дополнителни мерки при ажурирање на владиниот акцијски план за итните реформски приоритети и националната програма за усвојување на правото на Европската Унија. Ефикасната реализација на овие два документи останува да биде приоритетна задача на владата. Република Македонија вложи значителни напори за одражување и на тамошно унапредување на добрососедските односи и игра активна улога во регионалната соработка. Преземени се конкретни чекори за унапредување на климата и довербата со Грција и со Бугарија. Владата на Република Македонија ќе продолжи проактивно да вложува во унапредување на односите и во градење на мостови на соработка во регионот. Што се однесува до наметнатите грчко-македонски разлики околу името на Република Македонија, ја повторуваме подготвеноста за водење на интензивен диалог за изнаоѓање на решение во рамките на меѓународната правна рамка, дефинирана од Обединетите нации и Меѓународниот суд на правдата. Сакаме да имаме проактивен и интензивен процес на највисоко политичко ниво. Времето покажа дека одлагањето на решавањето на ова прашање не е од корис за никого. Но важно е да се истакне дека било какви непропорционални и неконвенционални условувања нема да придонесат во изнаоѓање на решение за било кое важно прашање во нашата земја. Од исклучителна важност е грчко-македонските односи да се развиваат низ призмата на заемно почитување, соработка, доверба, партнерство и уважување. Македонија останува посветена да ги развива договорените мерки за градење на доверба со Грција. Отворањето на пристапните преговори на Европската Унија со Македонија може само да придонесе за унапредување на грчко-македонските односи, за зајакнување на меѓусебната доверба и за надминување на разликите. Последиците од мигрантската криза предизвикаа огромен притисок врз човечките, материјалните и финансиските капацитети на Република Македонија. Сите надлежни државни институции вложуваат огромни напори за хуман и достоинствен третман и премин за мигрантите и бегалците. Повикуваме на интензивирање на координацијата со институциите на Европската Унија, зголемена присутност на терен, особено на македонско-грчката граница и конкретизирање на ветената финансиска помош. Република Македонија е подготвена да го следи товарот од мигрантската криза пропорционално на своите можности и капацитети.